идеме на друга тема од Тетово. Колегата Зоран Димовски го имаме на линк. Зоран, Сдруженијето Антикоцкање задоволни од законот. Очекуваме да видиме како ќе се спроведе во пракса. Да, Кики, добро утро повторно од Тетово. Пред 2 дена се усвои предлог законот за игри на среќа, кој предвидува сите казини и спортски обложувалници да бидат оддалечени најмалку 500 метри од училиштата и од градинките, како што каже и ти. Ова иницијатива потекна од Сдруженијето Антикоцкање од Тетово, меѓутоа сега истиот закон треба да го потпише председателот Стево Пендаровски. Гостин во утринската на МРТВ е господинот Јуши Емурлај од Сдруженијето Антикоцкање. Дали очекувате овој закон да биде потпишен од председателот и со тоа да започне да се спроведува во пракса? Фала за поканата, добро утро и на вас и на гледачите. Ние сме убедени дека председателот ќе го потпише, зашто ние го рачунамо као татко на државата. И затоа мислим дека ќе го сака доброто на ова држава, на овој народ во државата и без проблеми тоа мислим дека ќе го потпише председателот. Законот предвидува за рок од 1 година да се дислоцираат казината и спортските обложувалници од училиштата. Ако знаеме дека Тетово е густо населен град, речи се во секое мало има основно училиште, што тоа ќе значи за казината и спортските обложувалници? Колку ќе останат во градот? Во градот нема да останат више од 2-3 од спортските обложувалници и казина, али тие ќе се дислоцират. Тоа е ташно дека година дена имаат време за дислокација и мислим сите градови во Македонија. Овој закон не е донесен само за Тетово и не важи само за Тетово, важи за цела држава. Затоа мислим дека целата држава ќе се ослободи од овој вирус и од овие игрите на среќа, што во спротивно не носат среќа за младите. Знаеме дека законите се носат, меѓутоа голем дел од тие закони, условно кажано комплицирани како и овој, не толку многу се спроведуваат во пракса. Очекувате ли да се спроведе во пракса? Затоа што сепак се работи за многу објекти. Тоа е ташно дека до денеска не се почитувале закониве, али во овој предел на игрите на среќа е првиот закон што се носи во државата. До сега немало некој закон што не бранеше, што го и бранеше младиве и народот во државата. Овој е првиот закон. И мислим дека ќе се спроведе до крај, зашто и ние као движење и општините ќе добиват некои услови своји што ќе мора да се поштуе овој закон и затоа мислиме дека до крај ние ќе го терамо до затварање на сите игрите на среќа во нашите градови во државата. Некој коментар да дадете во однос на реакциите, има и протести од Асоциацијата на спортски обложувалници и приредувачи на игри на среќа, каде што пред собранието кога се донесуваше законот изјавија дека доколку се донесе над 10.000 луѓе ќе останат без работа, со тоа според нив ќе се зголеми и сивата економија, односно ќе се отвараат објекти каде што ќе се приредуваат игрите на среќа воопшто нема да плаќаат данок на државата. Тоа не е ташно, зашто затоа е државата, затоа е барам ми е закон. Не може да има сива организација на игрите на среќа, зашто е властот затоа ќе реагира. А тие што викат дека 10.000 ќе останат без работа, не е тоа ташно, зашто првиот чекор е дислокација, не е затварање. И нема државата ќе најде чаре за тие луѓе да се запослат во државните институции и приватните институции, зашто ние сме добиле од гаранции од премиерот и од сите другите партии дека ни еден нема да остане без работа. Кој е вашиот, условно кажано, последен чекор? Затоа што вие кажавте дека не сте задоволни со овој закон, меѓутоа од некаде мора да се почне. Кој е вашата крајна цел, да речем? Крајна цел е на движењето Антикоцкање, затварање на сите игри на среќа и државата да донесе еден добар закон, да може да има во хотели со 5 звезди игри на среќа, да не можат малолетници и обични луѓе во градот да бидат внесени во овие лоши игри. Затоа ние ќе терамо до крај. Ово е почетокот со 500 метра, али ќе дојде еден ден крајот што сите игри на среќа ќе се затварат во оваа држава.
Ви благодарам за разговор. Фала и за од вас. Поздрав до сите гледачи на МТВ. Така, тоа беше разговорот со Емур Лај. Уште еднаш да повторам, пред 2 дена пратениците со просто мнозинство го донесоа новиот закон за игри на среќа кој предвидува сите објекти каде што се приредуваат игрите на среќа, кладилници и казина да бидат оддалечени најмалку 500 метри од училиштето. Станува само председателот Пендаровски да го потпише овој закон и истиот да започне да се спроведува во пракса. Како и дали доследно ќе се спроведува во пракса, ќе следиме и анализираме. Зоран, благодарам за разговорот и информациите.